Недвосмислено, веројатно најголем број предизвик беше да се обезбедат медицинските вештачења, бидејќи во нашата држава немаше вешто лице или институција кој би можело непристрасно да ги изврши. Од тие причини, за да се обезбеди непристрасност на постапката, обвинителството се обрати и успеа да обезбеди две медицински вештачења, едното од Република Србија и другото од Република Словенија, кои се однесуваат на различни сегменти од лекувањето на пациентите на онкологија. 65 истории на онколошки пациенти беа издвоени, испратени и анализирани од експертите. Во висок процент од нив, согласно мислењата на вештите лица од струката и од Словенија и од Србија, терапијата не била давана онака како што предвидуваат протоколите за лекување на овие болести. Она што е особено битно и на кои аспекти се задржа основното јавно обвинителство кога го почна предметот е веројатно делот на злоупотребите кои што се видливи и најмногу беа видливи од извештаите на Државниот завод за ревизија во делот на финансиските злоупотреби кои што постоеле во клиниката за онкологија во периодот во кој што се испитуваа овие действија. Во овој случај, во овој момент ние можеме да очекуваме од она што сме го презентирале во обвинението и доказите и фактите кои што произлегле од доказите, дека можеме да очекуваме една осудителна пресуда за тие действија. Повторно ќе кажам, овде се работи за обвинение за тешки кривични дела,